Добро. Во изминативе 2 недели стана сосема јасно дека европската интеграција на Македонија се соочува со голема препрека. Документот на Бугарија со кој се условува интегрирањето на земјава и продолжувањето на патот кон Европската Унија е последица на неспособната дипломатија и уште едно фијаско на владата на Заев. Документот кој беше криен од јавноста, со цел никој да не дознае за истиот, ја донесе Македонија пред свршен чин. Она што е најстрашно е што имаме молк од владата, од Заев и директна заштита од Стево Пендаровски. При тоа сакам да истакнам 3 работи. Прво, Зоран Заев молчи за целиот скандал. Едноставно исчезна од јавноста. Никаде го нема. Факт е дека тој е највлијателното лице во власта. Како председател на партијата на власт, тој има најголемо влијание врз оваа влада и затоа останува нејасно зошто исчезна од јавноста и не даде никаков коментар. Народот сака и мора да знае дали Заев се согласува со тоа дека ние говориме не македонски јазик, туку така наречена јазична норма на туѓ јазик, кој би требало да се нарекува официјален јазик на Македонија. Заев треба да каже дали се согласува и со бришењето на македонскиот народ и на македонската историја. Исто така, треба да каже дали се слага со овие уцени кои што и се наметнуваат на Македонија. Најбитното, треба да каже што ќе направи за ова да го спречи. Затоа што во моментов целата власт е кај него. Целата. Ваквото бегање од јавноста и премолчено одобрување на Зоран Заев значи дека е на поведок уште една национална катастрофа во негова режија. Заев со ваквото однесување воедно ја отвара и вратата за зголемување на притисокот и максималистичките барања и штетните барања од страна на нашиот сосед. Времето ќе покаже дали има и нешто друго во позадина, дали можеби има некој финансиски интерес или некоја уцена, како што тоа било пракса во минатото со Заев. Второ, вчера председателот Стево Пендаровски, очигледно координиран со СДСМ, соопшти дека нема намера на престојната лидерска средба да го настави на дневен ред во моментов најзначајното прашање за еднината на Македонија и европската интеграција. Тој гласно кажа дека нема да го стави на дневен ред ова прашање затоа што СДСМ не се слага истото да биде ставено на дневен ред. Значи СДСМ, Заев и Пендаровски не сакаат да се разговара во моментов за најважното национално прашање во Македонија. Ова е незрело и крајно штетно однесување, со што само се покрепуваат сомневањата, кои што ги имаме подолг временски период, дека сето ова има некаква позадина. Вредно е да се напомене дека ретирирањето на ставот на власта и Пендаровски, со што се дава потврда дека сме биле во право и дека ова не е само еден обичен документ, туку е документ кој што станува сериозна пречка за целокупната интеграција на земјата. Во оваа прилика повикувам Пендаровски да престане да биде гласноговорник на политиките на Заев, да се надмине себе и да ја земе улогата која што има како председател на државата и на престојната лидерска средба да го постави ова прашање, да се разговара за европските интеграции на земјата од аспект на бугарскиот документ и условањата со кои што е соочена Македонија. Да се разговара за заеднички одговор кон условувањата за бришење на македонскиот јазик, македонскиот народ и ревизија на македонската историја. Ако власта Заев и Пендаровски го одбијат овој наш предлог, тоа значи дека нешто многу поголемо и подлабоко се крие во позадината. Ако не се реагира сега, пропуштаме драгоцено време и ми е страв дека подоцна ќе биде доцна. Трето, ова е сериозна состојба со која како услов, како што кажав, се поставува откажувањето од македонскиот јазик, историја и народ, кои што се најважни обележја на нашиот идентитет. Заев и власта доколку ова го прифатат или се потврдат со мрежите кои што ги имаме, влегуваат во втора фаза на создавање на нов јазик, на држава со нов идентитет и име и создавање на така наречена северно-македонска нација. Ова е втората фаза, за жал, од планот за кој што подолго време говориме. Време е сериозно да се засукуваат ракавите, не е време за интриги, не е време за криење, време е за државничко однесување. Време е да изградиме заеднички став, сега денес. Ние стоиме на располагање и уште еднаш повикуваме
за ова се разговара на престојната лидерска средба. Потребно е да изградиме консензус за најважното прашање поврзано со Македонија. Само така ќе можеме да ја надминеме оваа препрека и да го зачуваме нашето достоинство и национален идентитет. Нашето време, за жал, е кратко, затоа што изминува и рокот е до јуни. Доколку не се направи нешто до јуни, ми е страв дека после ќе е доцна и последиците ќе траат следните 10 до 15 години, истите нема да бидат поправени. Затоа времето да се реагира е денес и сега, затоа повикуваме на разум, затоа повикуваме на единствен национален став по однос на овие условувања, за да подоцна не биде предоцна. Благодарам, повелите дали има прашање. Прашање од 5 редакции. Ке почнем со ред. Прашање од Алсат. Дали ВМРО ДПМН има предлог датум за изборите кога би се одржале и дали може вонредната состојба да се продолжува до недоглед? ВМРО ДПМН сме кажале, веќе повторам, воопшто во приоритетите ги нема изборите и навистина кажав, станува дегутантно, нечовечки е, недостоинствено ова што го прави СДСМ во овој момент. Луѓе секој ден се за жал заболуваат од коронавирус, луѓе умираат, а тие да зборуваат за избори, така што навистина ова е едно однесување кое што е надвор од секоја пристојност и не би сакал дополнително да коментирам. Во однос на вонредната состојба не е прашање на одлука на било кој политичар. Вонредната состојба е прашање на одлука поврзана со потребите, а потребите во моментов во Македонија се јасни дека имаме сериозна здравствена и економска криза и соодветно на тоа треба да биде одговорено. Во овој момент формата преку која што може да се реагира е вонредната состојба и тоа е состојбата која што имаме во моментов. Како ќе се одвиваат работите во иднина никој не може да претпостави, но повторувам, одлуките не треба да се носат врз основа на желба на Стево Пендаровски, Зоран Заев или било кој друг, туку треба да се носат исклучиво врз основа на она што го имаме како реалност, а тоа е дали се надминува или не се надминува здравствената и економска криза во Македонија. Прашање од ТВ21. За ВМРО ДПМН, кој е најоптималниот датум за одржување на изборите? Мислам дека одговорив на ова прашање. Воопшто во моментов не размислуваме и не сме фокусирани на избори. Навистина, во услови кога луѓе секој ден се заболуваат од коронавирус, во услови кога за жал луѓе ја губат битката со коронавирусот и во услови кога македонскиот народ е соочен со едно вакво национално понижување за бришење на македонскиот јазик, македонскиот народ и македонската историја, навистина мислам дека СДСМ се обидува да дефокусира со оваа тема за изборите. Јас сепак морам да ги поставам прашањето некако како што се поставени. Прашање од Инфомакс. СДСМ и Заев, иако не признаваат, но заговараат брзи избори, дури се споменува и опција и со маски да се настапи. Кое е вашето мислење? Одговорив, само ќе дополнам. Го слушав генералниот секретар на СДСМ, Љупчо Николовски, за ова негова изјава, што само потврдува дека СДСМ единствено што размислува на избори, затоа и делат подкуп низ цела држава, затоа беа и живи фатени во Струмица како делат подкуп. Значи, единствено на што размислуваат се изборите и како согласно нивната надежда купат некој глас повеќе и некоја душа повеќе, но тоа нема да им успее, затоа што луѓето не гласаат и не се продаваат на избори за одреден пакет на производи, а тие кои што ги делат ќе се одговараат или сега или нешто подоцна. Тешки кривични дела се согласно изборниот законник. Во однос на другиот дел кој што го кажа за носење на маски и така натака, мислам дека тоа во најдобро светло ја покажува нечовечноста на СДСМ и покажува со какви луѓе имаме работа. Таа изјава ја сметам за нечовечна и непристојна. Во моментов во светот нема издржана студија која што вели дека било што штити од коронавирусот. Во моментов гледаме дека здравствени работници се заболуваат во Македонија, за жал најмногу во регионот, затоа што немаат соодветна здравствена опрема или имаат здравствена опрема, но повторно се заболуваат, што значи дека нема никаква гаранција. Во такви услови да ставите 2 милиони луѓе во опасност, само затоа што Заев сака да биде амнестиран за криминалот, мислам дека е недолично, нечовечки и недостоинствено.
и на вистина со индигнација ги отфрлам сите ставови кои што беа кажани од генералниот секретар на СДСМ. Има уште две прашања, ќе се навратам првото на прашањето од Канал 5 кое што е во насока на интервјуто со Пендаровски. Председателот Пендаровски вчера рече дека ако се ублажи состојбата со ширењето на вирусот, ќе размисли два пати дали ќе прогласи повторно вонена состојба, што значи дека уредбите на влада ќе паднат во вода и потоа нема да може да продолжат со носење одлуки и ќе биде потребно функционално собрание. Која опција според вас е потребна за да не се закочи носењето на важни одлуки за време на епидемијата? Вонредната состојба не е прашање на желба на Стево Пендаровски, нити на Зоран Заев, нити на СДСМ. Вонредната состојба во моментов е потреба во Македонија затоа што има сериозна здравствена и економска криза и вонредната состојба треба да продолжи да екзистира не додека сака Стево Пендаровски или СДСМ или ВМРО-ДПМН или било кој друг, туку се додека има потреба за таа работа, во моментов гледаме дека има потреба за таа работа. Она што зачудува во тоа вчерашно интервју е како целосно председател на државата се стави во функција на СДСМ. Јас и зборував во оваа пресконференција. За мене е зачудувачки, шокирачки, дека председателот на државата одбива на дневен ред на лидерска средба да го стави најбитното национално прашање во моментов за државата, тоа е европската интеграција на државата, поврзана, односно условена од бришење на се што е македонско во оваа држава, јазик, народ и историја. Така што мислам дека Стево Пендаровски треба да се стави во улога на председател на државата, а не во улога на партиски портпарол. Редакцијата на вечер. Синдикатот на дипломати во МНР реагира на 3 дисциплински постапки покренати за нивни вработени. Се збори дека има политичка позадина. Ваш коментар околу тоа? Ја видов реакцијата вчера на синдикатот поврзана со 1 мај. Мислам дека се работи за континуитет на едно одмазничко однесување на Никола Димитров во Министерството за надворешни работи, каде што секој кој што не се поклонува на неговата замислена величина со која што тој таму се представува во Министерството, бидува казнет, затоа што кој ќе излези надвор од Министерството нема никаква величина, луѓето го сметаат за човек кој што го предаде македонскиот народ со потписот во Преспа и потписот на другиот договор со Бугарија и затоа има потреба внатре во Министерството да го доживуваат како величина. Сите кои што не се подвинуваат на таа работа, си ја работата честно, одговорно, професионално, бидуваат казнети. Сега се 3 нови случаи, од она што јас ги имам како сознание, се работи за смешни случаи, например зошто се комуницирало со македонската дијаспора или зошто се промовирал брендот македонски, веројатно за Никола Димитров ќе беше подобро да се промовира некој друг бренд од некоја друга соседна држава. Но сакам да порачам на сите кои што се во моментов под притисок на Никола Димитров да се однесуваат одмазнички кон своите колеги во Министерството за надворешни работи, да престанат да го прават тоа, затоа што доколку на било кој начин постапат незаконски, затоа ќе има ревизија после промената на владата во Македонија и сите кои што постапиле незаконски ќе одговараат. Благодарам јас.